Пред пратениците во собранието денеска е предлог законот за јавно обвинителство за гонење кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникации по итна постапка, откако рано наутро, согласно договорот од пржино, тоа беше договорено меѓу 4 партии подписнички на договорот. За специјален обвинител е договорена обвинителката од Гевгелија Катица Јанева, која ќе има слобода сама да ги избере своите соработници. Владата на Република Македонија денеска на 394 лица од Струмичкиот регион им исплати 29,9 милиони денари одштета од поплавите. Исплатата на штетите од поплавата следува по даденото ветување од страна на владата. А Македонија задржа оценката 7,19 на годишниот извештај за економски слободи, кој го подготвува канадскиот институт Фрейзер. Согласно економските показатели за 2013 година, кои се земени предвид во изработката на извештајот, Македонија останува една од највисоко пласираните држави во регионот и е пласирана на 60-то место од вкупно 156 држави во светот. Мора да се најде решение за прашањето за името, изјави Јоргос Кумуцакос, кандидат за пратеник на Нова демократија и поранешен европратеник. На предизборниот настан во Атина, Кумуцакос, кој е шеф на одделот за надворешна политика на Нова демократија, зборуваше за приоритетите на грчката дипломатија и за начините на кои неговата партија би ја водела грчката надворешна политика, доколку дојде на власт по изборите на 20 септември. Напливот на мигранти кои во Македонија доаѓаат од Грција вчера, за разлика од претходните неколку дена, беше помал, а со тоа стивна и малку притисокот на нашата јужна граница. Од железничката станица во Гевгелија информира дека во текот на вчерашниот ден од платформата кај прифатниот камп во Гевгелија кон Табановце заминале 4 специјални возови со околу 2500 имигранти. Меѓу јануари и август годинава на надворешните граници на Европската Унија биле изброени над 500.000 мигранти наспроти 280.000 во целата 2014 година, информира Европската погранична агенција Frontex, цитирана од француските медиуми. Рекордните бројки се регистрирани во 5 месеци поред, вклучувајќи ги и 156.000 мигранти кои во Европската Унија влегле во август, прецизира агенцијата која е одговорна за надворешните граници на Унијата. Frontex меѓутоа појаснува дека голем број луѓе видени на границата меѓу Унгарија и Србија, веќе биле изброени при нивното пристигнување во Грција од Турција неколку недели претходно. Над 200.000 мигранти влегле во Унгарија од почетокот на годината, објави полицијата неколку часа по стапувањето во сила на новите порестриктивни мерки за обезбедување на границата. Според официјалните податоци, објавени утрово, 200.778 мигранти влегле на унгарска територија од 1 јануари, повеќето преку српската граница. А Управниот суд во Австрија оцени дека Унгарија повеќе не е безбедна држава за давање азил на бегалците. Состојбата во Унгарија од октомври лани е значително променета поради големиот бран бегалци. Тие околности со конкретна критика на условите за прием на азилантите во Унгарија водат кон оценка дека Унгарија не е безбедна за баратели на азил, се наведува во соопштението на судот. Русија доставува и ќе продолжи да доставува воено-техничка помош на сириските власти во борбата против терористичката група Исламска држава, изјави денеска председателот Владимир Путин во обраќање на самитот на Организацијата на договорот за колективна безбедност во Таџикистан. Тој ги повика и останатите држави да се приклучат кон Москва по тоа прашање. Очигледно е дека без активно учество на сириската власт и армија во борбата против Исламската држава не може да бидат протерани терористите од земјата, како и од регионот во целина, истакна рускиот председател.